Насловот на оваа проповед е робови на христијанството. Дали вие некој сте се почувствували како робови на христијанството? Да бидеш роб на христијанството значи кога си притиснат од сите заповеди кои се запишани во Библијата. Дали ти понекогаш си се почувствувал како да си притиснат од законите на Библијата? Дали понекогаш си се почувствувал дека законите на Библијата се преекстремни за тебе? Понекогаш звучат нефер. Некои работи во Библијата се едноставно нефер. Ако ја погледнеме, например, за мене, баш Дејана што спомна, нефер, ако ја погледнеме проповедта на гората, таму вика, ако те удари по едниот образ, заврти го и другиот. Како не? И јас, за тие што ме знаат подобро, понижување на моето гордост е тешка работа да адмирирам. И тоа, ако те удари по едниот образ, заврти го и другиот, е тешко понижување на мојата гордост. Ама не само тие работи. Понекогаш сте се нашли во ситуација која треба да ладите. Например, јас на мама имам кажано многу лаги, заради тоа што треба да се извлечем од некоја ситна ситуација, каде што едноставно со таа лага не повредуваш никој, не се повредуваш самиот себе, не ја повредуваш мајка ти, никој. Едноставно, бела лага не е ништо, не е. И сега се вика, па дали тоа општо треба да биде заповед? Па дали един сега уопште не може да лажиме, значи тоа некако ми нема смисла. Или па за мене, за посериозна тема, уште поекстремно беше кога, да бидам искрен, кога се спомнува дека и само да погледнеш кон жена со такви очи, ти си извршил предјуго. За машко, па дури и за женско, тоа е многу тешко. Значи, едноставно, за мене тоа звучеше преекстремно. Како ти можеш да си контролираш твоите мисли? И сите тие работи, сите тие заповеди склопени во едно, па дури да читаш Библија и да се молиш, тоа те го бара Библијата од тебе. И некако ми изгледа преекстремно и премногу и се осеќам како роб на христијанството, како нешто како да сум врзан со лисици. И кога размислував на оваа тема, ми текна на една споредба. Тоа е вашиот живот, така? И вие сте, Господ ви дал заповед, вие сте господари на вашиот живот. Ако јас земам вака и во животот решим да бидам слободен, не бидам прав. Дали сум слободен? Апсолутно. Дали звучи убаво? Ја мислам дека уште малку да посведам сите ќе се замени. Ама од друга страна, Давид реши да оде да се образова музичко. И почнуваш да свири скала. Баш така. Значи, цело време си свириш скала и 9 години свириш скала, за да стигнеш до едно знаење на сите правила. И можеш да експериментираш. Што беше поента на тоа? Поента на тоа е дека ако свириш по правила, сепак можеш да бидеш слободен. Ама на почетокот е тешко. На почетокот едноставно свириш скала и се чувствуваш заробен. И зошто јас да свирам таа една иста скала? Која е поента на таа една иста скала? И свириш цело време, свириш, се трудиш и на крајот сваќаш дека у самото тоа има слобода. Дека у границите на сите тие правила ти си слободен да експериментираш како сакаш на тие инструменти на твојот живот. Ама дали доволно е
оваа споредба дали е доволно да натера да дојдем по правилата на Библијата, искрено мене не ми е доволно. А мислам дека и на секој од нас не е доволно. Зошто кажа оваа споредба? Понекогаш во нашиот живот е битно да промениме само малку перспективата. Значи, за милиметар треба да се промене перспективата. Затоа ќе прочитам сега у Галатјаните 5 глава, 1 стих. И вака вика: Христос не ослободи за да бидеме слободни. Според тоа стоиме цврсто и не починувајте му се пак на робскиот јарам. Нас Господ не ослободил. Тоа го пише у Библијата. Така? Па, како ние се чувствуваме робови? Како што кажав, потребно е само малку за секунда, за милиметар да променим перспективата. Тоа е, станати сме робови на религијата. Секој еден од нас е станат роб на религијата. Религиозноста без Христос е празна вера. И тука, у Галатјаните 5 глава 1 стих, вика: Христос вас ве ослободи. Од целата реченица, нас секогаш не беше битно не ослободи. Ама кој не ослободи нас? Христос. И забораваме понекогаш, се фокусираме толку и се концентрираме на тие правила и се викаме дали ми е доволно тоа што го правам, дали идењето на црква е доволно, дали било што праваме доволно. А има и од друга крајност, кај што се викаш баш што праваме доволно и толку треба. И дури и праваме повеќе од доволно, заради тоа што во Библијата е кажано: не лажи, не кради, оди на црквата, моли се, читай Библија, ги правам сите тие работи супер. И самата концентрација на сите тие правила не прави да се чувствуваме како робови на христијанството. И секој ден идем на црква, треба пак да одам на црква сега. Пак треба да седам тука и да слушам проповед. И сето тоа го правиме за таа некоја си вечна награда. Ти знаеме дека вечната награда ние добиваме и сега ние мора да ги правиме сите тие работи за таа вечна награда. У мојот живот една личност дојде у прав момент кога го има правилниот одговор. И ме прашува, вика: Давид, имам едно прашање и искрено сакам да те прашам. Викам: прашај. И вика: дали тоа што го правиме доволно? Дали тоа за Господ е доволно што го правам? И јас у тие момент одговори вака, викам: тоа не е прашањето што треба да си го поставиш. Прашањето што треба ние сите да си го поставиме, и тоа девојче у тие момент е: дали ние разбираме Божјата љубов доволно? Дали ние го разбираме оноа што Христос го направи за нас? Дали разбираме таа љубов кој Христос на нас ни е приложи? Тоа ме води до втората точка. Христос е повикот на животот, а не на правилата. Ќе прочитаме у Јован 10 глава, 10 стих. Таму вака вика: Крадецот влегува само да обира, да заколе и да погуби. И јас дојдов за да ви дадам живот, и тоа да ви дадам живот во изобилие. Исус не дојде да ви даде правила и правила во изобилие. Значи, сакам едноставно на сите вие работи само да ја свртувате перспективата кон тие работи. Значи, не се фокусирајте на правилата. Погледнете на другата страна. Тој ви дава живот во изобилие. Правилата на некој начин не држат да не би имал тие живот. Правилата за мене се едноставна метафора на затвореништво, на маргини, на граници. До тука можеш да одиш и толку. А всушност не е така. У Библијата читаме дека тој ни даде живот и тоа, пази, живот во изобилие. И секогаш кога читате Библијата, кога се молите, немојте да викате: сега треба да читам Библијата, оти така мора, нели? Мора да стигнем на црквата, оти така мора. Морам да служам у црквата, некој така се вика, оти така мора, нели? Така е законот. Така Господ рекол. И едноставно тоа не е
причината зашто Господ ги дал сите овие работи. Молитвата, Библијата и сето тоа е дадено само за да се поврзаш со Господ подобро. Тој ти дал живот. Живот заедно со Него. И сите овие работи, и кога ги правиме, си мислиме дека е доволно да ги правиме, или па не мислиме дека е доволно, сето тоа размислување не става како некоја кутија, за да не го гледаме тоа што вистински е на слика. Значи, сите тие работи, ако си размислуваме, треба да читам Библија, треба да се молам, треба да отидам на црква, готово, не става од таква кутија за ти утре да си мислиш не мора јас ништо друго да правам за Господ. Господ не е ништо друго освен молитвата, Библијата, црквата и Божите луѓе. Толку. И не става од таква една кутија кога забораваме секојаш на Божјата љубов. Дека сите тие работи се ради љубов. Сите тие закони што се запишани во Библијата се ради љубов. Единственото важно у Библијата, ако читате од почеток до крај, единственото важно е Божјата љубов. И за тоа ќе објасниме подоцна. Ама од тука не води да стануваме нешто што се наречени фарисеите. Значи, третата точка е фарисејскиот дух. Последот на фарисејскиот дух. Тоа што навлегува фарисејски дух у нас. Кои биле фарисеите? Фарисеите биле луѓе што познават Тората од почеток до крај и тоа да цитират. Значи, приказна историска, фарисеите морат да учат околу 45 до 50 години, за да можат да станат фарисеи како што се. Заради тоа што они мора да познават целата Тора, по таму да одат со друг учител, да шетат уште толку многу време, за после да можат они да бидат фарисеи. И на крајот тоа, читате у Библијата, Никодим оде кај Исус и вика, што е тоа што ти го имаш, а ја го немам? Што е таа таква работа? Значи, фарисеи човек. Ајде да ви прашам, вас дали знаете една глава да цитирате? Ја не знам. Ако знаете, може слободно да изцитирате глава, ама мислам дека никој не знае од тука, барем од тука да цитира цела глава. А он не знае, пази цела Тора, познава Библијата и џабе. Да прочитаме у Матеј 22 глава од 37 до 39 стих. Таму што вика. А тој му рече, љуби го Господ твојот Бог со сето свое срце и со сета своја душа и со сиот свој разум. Тоа е правата и големата заповед. А втората е следната, љуби го твојот ближен како себе си. На тие две заповеди се потпираат целиот закон и сите пророците. Значи, на фарисеите тоа што познаваат Библијата е супер, само што едноставно цел закон се потпира на вие неколку стихови, може да си ги забележите тие. Значи цел закон, замислите, Исус иде и цел закон го сумаризира у две работи. Вика, љуби го Господ твојот Бог и љуби го својот ближен, како самиот себе си. И како сите тие заповеди, што Господ нас не ги дал, влевото едно. Ако ти го љубиш Господ твојот Бог, и ако ти ја разбираш љубовта што Господ, Исус, тебе ти ја дал на крстот, ти нема да не сакаш да го правиш сето тоа што Библијата го вика. Ако не ја разбираме љубовта на Исус Христос, да влеземе подлабоко. И јас сега ќе ве евангелизирам вас. Значи, Исус Христос прво живееше земен живот, на крајот беше отфрлен од сите луѓе и отиде на крстот. И у Библијата е запишано дека умре со најстрашната смрт. Со најтрагичната смрт од тоа време. И оставите го физичкиот дел. Го знаете тоа чувство кога ќе сгрешиш нешто и кога правиш грев?
Замислите го тоа по 8 милиарди пати, по колку генерации постоеле на земјата. Заради тоа што сето тоа чувство, пази, сето тоа чувство, сите тие тежини у тие момент паднале врз Исус Христос. Замислите каква тежина чувствувала неговата душа у тие момент. Замислите го тие товар. Ние со еден греф, јас ако направам реално, ја понекогаш научам не спијам, значи тешко ми е. А замислите он да ги собере сите гревови на секој човек од секое време и помножите го тоа математички ако можете, ама никогаш нема да го добиете финалниот резултат, тоа е буквално близко до бесконечно. И тоа он го добил на крстот. Значи, прво страдал со човечки живот, значи Бог се понизил за да дојде на човечкиот живот да види како живеете сите вие. Поумрел со најтрагичната смрт, за да ви докаже дека знам што чувствуваш и јас сум тука, те сакам и дојдов те спасам, иако го почувствував сето вие тоа. Јас да имам дете, јас за никој од вас нема да го давам да умре. Нема како. Значи, и биете искрени сами на себе, дали ви би дали дете за да умре за некој друг? Значи, апсолутно не. Дејано таму се мислим, оно може да даде. Ама, едноставно, тоа е љубовта што Господ вас ви ја приложува. Значи, таква огромна љубов. И кога се отидеме сега дома, размислувате за таа љубов. Размислите за се што Господ направи за вас. Заради тоа што на крајот најситните работи, што се гревови, нема да виче да ги сакате да ги правите да бидат гревови. Нема да сакате, заради тоа што викаш, Господ умрел за мене, ја вака му враќам. Едноставно, ако разберете Божјата љубов и ако сакате вашиот ближен, ниеден од тие гревови нема да ги правите. Заради тоа што ќе ви биде гадно да ја изневериш Божјата љубов. Затоа што Божјата љубов ти ја дадена у најголемото изобилие што може. И денеска имаш христијани колку сакаш, и јас сум еден од нив. Маски. Знаеме кога да дигнеме рака, кога се пее песна, амин, знаеме кога да кажеме амин, знаеме Библијата шо како, ги знаеме настаните у Библијата, одлично, супер. Да испуштаме најбитната работа, разбирањето на Божјата љубов. Апостол Павле вака викува една прилика. Живеам јас, но не повеќе јас, туку Христос живее во нас. Така треба секој христијанин да се постави. Не живеам јас, туку Христос во мене. Затоа што Он е вреден да живее у мене. Зошто? Затоа што Тој толку многу те возлюби тебе, што го даде својот еднороден син да оде на крстот, да секој што верува во него да не загине, туку да има живот вечен. И многу пати исто, животот вечен, ние се фокусираме на животот вечен. И сите тие фокуси на правилата се заради животот вечен. Вечен живот, вечна награда, наградата на крајот. Мачи се сега за да имаш награда на крајот. Ма какво мъчение, бре, луѓе? Со Христос ти го живееш најдобриот живот што можеш да го живееш. Какво мъчение? Целата цел на христијаните е не да го достигнат вечниот живот, туку уште денеска да живеат со Исус Христос. Уште денеска да го живеат Исус Христос и да го уживат Исус Христос. И не сите проблеми што ги живеат да кажат амин. Исус е со мене. Амин, Господ е со мене. Алелуја, Господ е со мене. Не сите животни проблеми Исус е тука со тебе, Не се фокусирани на вечната награда. Ти наградата си ја добил уште денеска. И пак не се фокусираме на правила. Какви правила? Немојте да се ограничувате во маргините на правилата, туку само фокусирате се на љубовта на Господ. Тоа што преку љубовта на Исус Христос, сите тие гревови ќе станат гадни за правење. Ти не си повикан денеска да станеш христијански робот. Христијанскиот робот да дојде на црква, да се помоли у 3 сатот,
да прочита Библия 6 и да уклуча турски серии. Не си повикан това да го правиш. Тук ти си повикан да бидеш християнин, който ужива любовта на Исус Христос. Значи, не само, що не е правило, не само, що е слобода, тук уживане. Уживане от тази слобода, от тия маргини, како ще спомнах на клавирата. Само ние секој се фокусираме на правилата. Затоа и станаваме религиозни християни. И сега, може би некој си каже, па не ли цяла дефиниция на християнство дека е религија, една од религиите? Не. Тоа е само дефиниција напишана од некој што не го разбира християнството. Ама, фала на Господ, ти си тука и ти го разбираш. Ти некој си ја почувствувал Божјата љубов, така? Значи, продолжи да уживаш у Божјата љубов. И секој еден грев, кога читаш Библијата, става треба да биде, сега, ова ти го пише во Библијата, морам сега вака да го правам, нема. Не, треба да биде стал, ја више, ова го правя волку време, мене ми е више гадно ова да го правам. Јас се изнаверувам Божјата љубов. И секој ден треба да дознаваме се повеќе и се повеќе. Секој ден треба да се трудиме да читаме Библијата за да не изневериме таа љубов што Господ нас ни ја даде. Не заради тоа што мораме, туку заради тоа што сакаш да се потрудиш, што бара Господ од мене. Како јас таа љубов да не ја изневерам? И животот у тие момент со Божјата љубов тече по патот на Господ. Патот на Господ не значи дека ти утре нема да имаш проблеми и дека утре е се окей, или па не зборувам дека некој просперитетно евангелие, дека ти ќе станеш просперитетен у бизнисот, у парите или како и да е. Ама Господ знае што ти треба тебе вистински. Може во твојот живот за да бидеш на правилниот пат ти треба да бидеш цел живот сиромашен. И тоа окей. Ама Господ треба да те држи до правилниот пат и ти секогаш ќе уживаш у Божјата љубов. Секогаш. Ние сме денеска повикани да уживаме у Божјата љубов. И за крај сакам да го прочитам Јован 5 глава, 39 и 40 стих. Вие ги проучувате писмата, зашто сметнате дека имате вечен живот во нив. И тие сведочат за мене. Но вие сакате да дојдете кај мене, за да имате, но вие не сакате да дојдете кај мене, за да имате вечен живот. И колку и да слушате проповеди на крајот од дената, и колку и да сте слушнале проповедници, и колку и да сте разбрали во животот, патот, вистината и животот Исус Христос, драги мои. И тоа е единствениот пат. Фокусот треба да биде дека ние го љубиме Господ и заради тоа не ги правиме другите работи. А не дека мораме да ги направиме другите работи за да достигнеме Божјата љубов. Божјата љубов ти е дадена. Само треба да ја примиш и да не ја изневериш. Амин.